Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. При обидите на сите досегашни политички гарнитури за максимизирање на власта, јавноста ја губи предвид уставната поделба на законодавна, извршна и судска. Токму законодавците, односно народните пратеници, се носители, односно делегати на народниот суверенитет. Канал 8 во овој свој проект се обидува да воспостави пракса на своевидна отчетност на оние кои се избрани токму од народот да бидат представувани во Собранието на Република Македонија. Секоја година, така и овој пат, точно толкав период помина од незиното последно гостување во Версус. Бети Кузмановска, пратеник во Собранието на Република Македонија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата и се надевам дека следно видување ќе биде за пократко време отколку една цела година од нашата последна средба. Денеска доаѓате од седница на Собранието на Република Македонија. Се работеше вредно, што беше предмет на дискусија и одлучување од страна на пратениците. Денес беше интересно во Собрание, бидејќи на дневен ред го имавме изборниот законник. Толку го чекавме консензуално решение, освен ДПА, значи сите други партии го поддржаа истиот. Имаше плодна дебата, меѓутоа не со толку спротиставени ставови, како тоа обично бива, нели, помеѓу спротиставени партии, така да на општо задоволство на сите во Република Македонија еве се донесе изборниот законник. Подоцна се расправаше за кривичен законник, истиот беше усвоен, меѓутоа сметам дека некако првиот го има она внимание од граѓаните и еве на општо задоволство истиот е донесен. Жестока беше дебатата за законот за медиуми. Како го оценувате вие? Вака, јас од законот за медиуми очекував една дебата во поинаков смер, меѓутоа се случи да нивото на дискусија навистина падна на многу ниско ниво. Знаете дека истиот се донесе на барање на ЗНМ, дека сите препораки кои што беа предложени се вградени во истиот. Понатаму истиот ќе се доработува и со амандмани може да се делува на текстот на законот, така да сметам дека е позитивно донесувањето и за аудиовизуелни законот и за медиуми. Така да по мене само дискусијата требаше да оди во друг правец, донесувањето е во ред. Според вас не ја ограничува слободата на медиумите? Сметам дека не. Не ја ограничува, напротив, знаете, и ОПСЕ и ОДИХР си го дадаа своето видување, ЗНМ исто така се согласи со донесувањето на истиот. Тоа што толку беше оспорувано, еве се прифати, така да сметам нема причина да не биде донесен, треба да има законски рамки, треба да има правила на однесување, и слободата дефинитивно не е ускратена. Еден од трендовите на пратениците последните неколку мандати е отворање на сопствена канцеларија, каде ќе ги слушнат идеите, мислењата и предлозите од граѓаните. Вие бевте една од првите која отвори токму таква канцеларија. Каков е одзивот од страна на граѓаните? Вака, значи, ќе ве исправам малку. Канцелариите пратенички се отворени од 2006 година. Меѓутоа, може би пракса, така, меѓутоа општа како пракса во Кочани, сметам дека профункционира токму од периодот кога јас станав пратеник. Работам секоја недела, бидејќи кај нас и по деловник за работа петок е определен ден за средба на пратениците со граѓаните. И кога сега веќе поради набиената агенда на работа во собрание, ние многу често сме спречени да петок можеме да ги остваруваме тие средби. Меѓутоа јас практикувам да кога петок не сум во состојба, сабота го користам како ден за прием на граѓани. Така да ниту една недела до сега немам прескокнато да не примам странки и на мое задоволство се надевам и на граѓаните, многу мислам доаѓаат голема бројка на луѓе и со задоволство ќе констатирам она што е најважно, не е важно дали доаѓаат толку многу, ама знам дека многу од проблемите кои што ги тиштале беа решени.
Едни од проблемите кои што ги тиштат граѓаните на Кочани, барем голем дел од семејствата, над 500 е проблемот со стечајците. Токму стечајците не успеале да ве добијат, канцеларијата ви била затворена, секретарката им рекла дека ќе се јавите на вашето место, во вашата канцеларија, но телефонот ви бил исклучен во периодот кога се донесуваше законот за стечајците. Значи, тоа не е така и вие бевте сведоци дека не е така. Бидејќи стечајците беа на прием во мојата канцеларија, јас се сретнав со сите, а вие снимавте од средбата. И потоа тие доаѓаа през града кај мене, значи протестира, си го користеа своето право, во вид на мировен протест беше, како и да е, стечајците немаат право да се лутат на Бети Кузмановска, бидејќи се стечајци од време кога јас навистина не сум била во состојба да одлучувам, нити сум виновна за состојбата во која се нашле. Зошто мислите дека стечајците се лутат на вас? Бидејќи јас сум член на Комисија за труд и социјална политика, бидејќи ги бранев ставовите и на мојата партија, меѓутоа бев и свесна дека токму оваа партија на власт, значи ВМРО-ДПМН, и јас како член на истата, бевме оние кои во 2008 се погриживме токму за дел од стечајците, значи не ги опфати законот сите, кога беше донесен законот за обештетување на токму на оваа категорија на граѓани. Така да, на општо задоволство мое, и им благодарам еве јавно на овој господата кои што беа кај мене, бидејќи навистина со нивното реагирање не натераа можеби посовесно да се однесуваме кон овие граѓани. И јас бев една со задоволство, значи ќе го кажам ова, која што навистина се бореше да овој закон повторно биде изменет, дополнет и да опфати поголема бројка. За какви конкретно дополнувања? Сега ќе ви кажам. Едно да појасниме. Значи најчесто станува забуна и стечајците бара да буквално сите оние кои што работеле во фирми, нели, кои отишле во стечај, без разлика дали е доминантна собственост на државата или пак станува збор за приватно предпријатие, барат обештетување. Значи тоа едноставно не е возможно, бидејќи многу често уделите на тие фирми пред 2000 година не се знаат. Тие биле акционерски друштва, потоа дел од нив се распродадени, така да едноставно не е возможно. Ние направивме напор сега. Зборувате за кочанските фирми кои отишле во стечај пред 2006 година, пред 2004. Значи јас зборувам сега за по 2000-те и сега ќе ви кажам зошто. А зошто? Зошто не влегувате? Постоечкиот закон ги опфаќа сите оние стечајци, пак ќе нагласам, во фирми кои работеле во фирми со доминантна собственост на државата од 2000 до 2004 година. Сега, значи во собрание токму денес влезе во процедура законот, новиот предлог закон за дополнување и изменување, кој што е закажен на седницата за 3 февруари, истиот ќе биде, се надевам, од сите поддржан, е за обештетување на стечајците и после 2004 година, заклучно со 31 декември 2013 година. И сметам дека ова е навистина еден позитивен чекор, ќе опфати веќе 3.500 до 4.000 луѓе кои што ќе го стекнат правото, меѓутоа мораме да сватиме дека законски рамки секогаш мора да постојат. 3.000, но не и 529 стечајци од Кочани. Јас мислам дека одредена бројка и од нив ќе бидат опфатени. Според ставот на Сдруженијето, ниту еден од ќе видиме, значи проценките се прават, секоја агенција за вработување која што ги евидентира овие лица, ќе излезе со своја нели статистика и ќе се види во која општина. Ниеден закон не се донесува за одредена општина или за одредено населено место. Туку е закон кој што се однесува на сите граѓани во Република Македонија. Инаку мора да има законски рамки и се знае, значи границата е 25 години на платени придонеси и работен стаж на луѓето.
и над 55 годишна возраст. Да, и сами споменавте дека стечајците протестираа пред вашиот дом, но вие не излеговте тогаш да се сретнете со нив. Не сега, значи тоа се случи пред Нова година. Меѓутоа не излегов бидејќи чекав да влезе законот за стечајците во собрание. Да, за кое јас како ветиковановска... Да, и го објаснивте ли законот и зошто тие се на некој начин обесправени од ова законско решение? Јас нема да навлегувам дали тие, нема да навлегувам дали некој од нив се дел од политичка групација, дали работат во нечи интерес, дали се подбуцнувани истите од некого, значи тоа совршено не ме интересира. Меѓутоа не е во ред да поединци ние законите ги донесуваме со мнозинство гласови, ниту еден пратеник не може на своја волја или пак како единка да изгласа одреден закон. Мислам, тука да не се залажуваме. На крај на краишта се прават проценки во бројки, во финансии и така натаму. Меѓутоа, еве сега, новиот закон има позитивни вредности и тука не може да се негира тоа. Сепак, беа веќе околу 3000 луѓе опфатени и сега 4000, тоа се 7000 луѓе во Република Македонија. Инаку, ако се искрени до крај стечајците, ќе сватите дека дел од нив, значи, имаат земано и отпремнини и така натаму и сами напуштиле кога имале одредени услови. Меѓутоа како и да е, тие го одбрале начинот. Државата се грижи, еве постапно ги решава сите. Меѓутоа, ако треба на некого да се лутат, јас не зборувам само стрикно за Кочани, ако веќе во проценти зборуваме, 90% од фирмите во Република Македонија отидоа во стечај кога само беше на власт. Зборуваме за решавање на нивниот статус. Во рете, меѓутоа, едните ги создаваат, другите ги решаваат. Тоа е разликата помеѓу нас. Да, и решен ли е сега проблемот според вас? Секогаш ќе има некој кој што не може да биде опфатен со законот. Верувам дека нема сите да бидат опфатени, меѓутоа поголема бројка на луѓе да бидат опфатени. Кога зборуваме за законите, на 82-та седница на собранието, по скратена постапка беше донесен законот за инфраструктурниот проект за магистралниот гасовод делница Клечовце, блок станица 5 во близина на Штип. Проектот за гасификација е веќе отпочнат. Од него треба да има бенефити Кочани. Колку брзо ќе може да се реализира и дали ќе биде испочитуван рокот каналот да биде спуштен токму кон овој регион. Да, значи завршено е со сите оние фази за отпочнување. Јас се надевам дека многу брзо ќе ни израдува фактот дека ќе може и Кочани да ја користи оваа придобивка. Еве сега убрзано сметам дека и патот овој Миладиновци и Штип ќе биде пуштен, односно ќе почне со изградба на 28 веќе јануари. Сметам дека многу брзо ќе биде отпочнато и со користењето на односно ќе почне да се гасифицира и Кочани. Да. Тоа е еден тригер конечно за откочување на овие негативни процеси во регионот, затоа што и бројките говорат дека е најзапоставен регион во источниот дел на Македонија. Колку Кочани во источниот не се согласувате? И источниот во Македонија? Вака сега. Значи, ова влада им нуди еднакви можности на сите. И стојам на овој став. Знаете дека секоја општина добива средства по број на жители. Се другото е веќе и менаџирање на првиот човек на градот. За Кочани не се согласувам дека е најзапоставениот град. Ве прашувам позиција на пратеник, да не ги коментираме. Да, позиција на пратеник, бидејќи на централната и локалната. Бидејќи пратениците, прво јас не треба за локални работи, нели? Меѓутоа за проектите ќе зборувам, бидејќи ние донесуваме закони за одобрување на проекти кои ќе бидат во интерес. Например, на општо задоволство на сите донесовме инвестицијата америчка во Кочани со проектирани 1500 вработувања. Ваша заслуга? Имам удел и јас, значи немојте да мислите дека се што се случува е заслуга на поединец. Јас тука огромна благодарност прво на владата, бидејќи тие беа отворени за соработка, сватија дека Кочани е местото на кое што на вистина му треба една ваква инвестиција, бидејќи за волја на вистината имаме огромна бројка на невработени баш од последиците од минатото. Имаме огромна бројка и на технолошки вишок, и на стечајци и така натаму, и многу млади невработени луѓе. Како успеавте да донесете оваа инвестиција во Кочани, ако претходно премиерот
не се огласуваше на барањата на градоначалникот Димитровски за отворање токму на индустријска зона во Кочани. Вака сега, значи, јас не викам дека е само моје лобирање, тука има свој удел нормално и градоначалникот на општината, меѓутоа и владата, бидејќи ги имаше... Не успеа со извонредниот проект за индустријска зона во Кочани, за разлика од некои други помали општини. Кои се помалите општини во Источна Македонија кои што добија индустријска зона? Ги знаеме сите и во Источна Македонија и во Западна Македонија по над 50%. Јас нема да зборувам тоа, чиј успех или неуспех е, владата цврсто стоја на ставот дека им нуди еднакви можности на сите. Можеби понекогаш треба и да се поклопат коцките за да нешто биде реализирано. Дали е проблем во инфраструктура, значи дали одговарат условите на општината и така натаму. Еве, за волја на вистината, Кочани ја доби, значи факт е дека ја доби ова инвестиција. Имаме најава и за нови, значи една нова холандска, ама јас не би сакала пред време да зборувам која ќе добиеме, како и сега што се случи. Таа истата профункционира, нели, сега веќе позасилено и ќе промовираме и таа. Патот е придобивка, вака сега, значи и... Реални ли се овие најави за 1500 вработувања во фабриката што ја гради американски Амфенол? Да, значи тоа ќе биде во фази. Да не се залажуваме дека од утре веќе во Кочани ќе тргнат 1500 вработувања. И сепак е тоа нова... Да, тоа е нова инвестиција, треба да профункционира, да и се даде можност, нели? Мислам дека ќе оде постапно секој месец и така натаму, како тие ќе имаат потреба од ангажирање на нови лица, ќе се распишуваат конкурси, тоа во континуитет ќе се случува. Патот кој што ќе отпочне со градба од 28, исто така е заложба на сите пратеници во собранието од овој регион. Тоа беше една заедничка наша задача, која што си ја поставивме, истата ја изнесувавме, бевме упорни во тоа. Знаете, многу пати кога ќе се случи криза со земјоделците, значи неисплата на субвенции на времена или имаат проблеми од елементарна непогода или еве откуп од кога беше норизот, ние сме тие кои што навистина сме линкот помеѓу граѓаните и власта, иако ќе потенцирам дека се мешаат ингеренциите, не сам тука да не се залажуваме, многу пати луѓето од нас очекуваат работи кои што навистина ние не сме во состојба да ги завршиме. Ни доаѓаат со локални проблеми, например осветлување или така натаму, не дека не можеме да реагираме, еве преку канцеларијата реагираме до местни заедници, председатели, до локалната самоуправа и така натаму, меѓутоа имаме навистина многу работа во собрание, секојдневно таму сме ангажирани и нашата улога е да донесуваме закони во интерес на граѓаните и верувајте дека потребите на граѓаните ги преточуваме навистина во закони по кои владата нели работи и се постигнува успехот, што еве евидентен. А пак граѓаните на крај се тие кои што даваат мандат и на пратениците и на владата, дали се задоволни и дали еве им веруваат на истите да ги водат или не. Така да има доста асфалтирање, еве за локално ниво зборувам. Мислам дека лично задоволни ли сте од патната инфраструктура во Кочани, од комуналната? Во континуитет се комуналните дејности си течат, значи непречено со нели поединечни пречки, меѓутоа сметам дека немаме ние некој проблем од комунален аспект, бидејќи имаме канализација добра, нели грантот што го искористивме беше една од првите општини Кочани што ја направи смената на азбестните со полиетиленски цевки, врз основа на тоа добивме нели грант за асфалтирање од Светска банка, така да немаме проблеми со водата, значи функционира прочистувањето. Од друга страна, во континуитет се асфалтираат улици. Сами бевте сведоци дека порано се случуваше да во една година не биде асфалтирана ниту една уличка од 100 метри. И тоа е факт. Сега, еве за волја на вистината, во еден краток временски период беа асфалтирани многу улици. Од Крумвранински, Мишо Арсов, значи Иване Градовјански завршена, краците на Искра, Кресненско востание, Карпошово востание, Ѓорче Петров и така натаму. Значи имаше огромна бројка на улици кои што беа асфалтирани. Меѓутоа, знаете како, луѓето не ги следат тие работи, секој е засегнат со оној проблем кој што лично го допира.
Например, ако се асфалтира улица во село Тракање, луѓето од Кочани не се, нели, не им е потребна истата и некако нели, секој си го гледа своето место локално, каде што и најмногу е засегнат. И тоа е природно, меѓутоа општината мора да внимава да тоа биде рамномерно. Факт е дека граѓаните се најмногу засегнати од економските проблеми. Со сето ова што го кажувате, може ли Кочани да биде задоволен од степенот на развој кој што го постигна? Секогаш може повеќе и никогаш не треба да бидеме задоволни од ништо што се случува. Јас сметам дека наша задача, освен право, наша обврска е да бараме повеќе, да се залагаме за повеќе, да се ангажираме сите. И тука и локалната самоуправа исто така го има приматот во реализација на локалните проекти, па дури решавање на локалните проблеми. Владата може да помага, може да одобрува проекти. Еве владата го одобри проектот за Оризарска река, например. Навистина, буџетските средства понекогаш и не стасуваат за се што е предвидено, меѓутоа не се откажа од овој проблем. Се закочија малку работите, должна сум тоа да го објаснам, во проектната документација. Меѓутоа, таа беше завршена, затоа беа потребни околу 2 години. Сега, втората фаза е правењето на пристапен пат. И мислам дека ако не е распишан веќе... веќе... фазата која што требаше да биде завршена веќе минатата година. Да, значи се пролонгира само временски, меѓутоа тендерот, ако не е распишан веќе, значи ќе биде многу брзо распишан и ќе се отпочне со градба на патот и веќе после ќе почнат другите, третата и четвртата фаза се изградба на градот. Сте посетиле Пониква, верувам, во последен период, таму има нови инвестиции? Да, Пониква е инвестиција во која владата, знаете, подпомогната од МЕПСО, инвестираше 1 милион евра и двете општини, и Пробиштип и Кочани, ги користат бенефициите, меѓутоа не е за поставување и навистина јас сум задоволна и сум среќна што ова инвестиција дојде ваму. Господја Кузмановска, зголемена ли е безбедноста во Кочани по спроведувањето на акцијата Детонатор и изрекувањето на пресудите? Па добро, граѓаните треба да го кажат тоа, меѓутоа јас сметам дека да, не само Детонатор, туку сметам дека сите оние кои што ќе посегнат по безбедноста на граѓаните треба да се соочат со правдата, институциите да си ја превземат својата обврска, да не се случува тоа што во минатото, за кое сите сме сведоци, се случуваше. Што се случуваше? Тука ќе не сум јас таа што треба да одговорам, меѓутоа јас безбедноста беше прашање на седница на совет кога вие бевте председател. Затоа реков, сега не би се навраќала назад, ама вие сигурно сте свесен дека јас бев иницијатор. Да, токму поради тоа ве прашувам. И предлагач на иницијативата која беше прифатена од сите советници, значи сите 19 и СДСМ и ВМРО, кои што влегува во состав на советот, бидејќи сите едногласно кажавме дека да, во Кочани се случува една немила ситуација и јас како советник сум горда дека тој чекор го превзедов, бидејќи мораме да реагираме сите како совесни граѓани, како мајка, тоа ми е должност, и никој не сме да се плаши кога неговото дете ќе излезе навечер, дали безбедно ќе се врати дома. Да, но од друга страна и многу млади луѓе завршија во затворот, обвинетите во Детонатор, и тоа со драконски затворски казни од над 10 години, 2 доживотни. Сметате ли дека се оправдани доколку се разбира имате увид во предметот? Вака сега, јас и по вокација не сум правник, не можам да коментирам нешто што не е мој фах. Така да институциите се тие кои што си ги кажуваат своите казни, судовите. Јас немам право никакво да се мешам во судска власт. Од друга страна, ниту пак да ги коментирам. Меѓутоа, ако некој смета дека е онеправден, може да си ги бара своите права по институциите на основен суд, значи има над него апелација, врховен и така натаму, тие ќе си го изберат патот и сметам дека правдата секогаш е како шило. Бодејќи излезе на виделина, така да не би се впуштала јас. Да, морат како граѓанин на оваа општина сметате дека кочанци можат мирно да спијат? Па да, ама ние, пак ќе кажам и како и во сите области, тука
Сите сме должни за безбедност, да се грижиме за безбедноста во нашата општина и тука не треба да застанеме. Доколку ваква појава имаме и во иднина, без разлика дали станува од истомисленици, слугите, јас не би ги коментирала. Навистина многу од нив и не ги познавам. Навистина не сум ни на таа возраст кога би можела да бидам, значи, соочена со некоја од состојбите кои што веројатно другите биле сведоци. Сведоци што се случуваше. Ама бев свесна, не можев да ги спуштам очите пред нешто што беше. Задоволни сте од епилогот на иницијативата што сами ја покреновте. Така е, значи задоволна сум, а другите работи на вистина не можам околу казните на другите работи. И дали некој бил виновен или не. Не говорете, мислам, судиите си го кажа своето, обвинетите нека си ја бараат правдата, тоа не е моја работа. Така. Како оцените кадровската политика на вашата партија ВМРО ДПМН како поранешен председател на општинскиот комитет и на Советот? Јас можам да зборувам за состојбите кога јас бев председател на општинскиот комитет. Да направиме една паралела. Бидејќи паралела ќе правиме бидејќи сега и начинот на сите решенија е веќе различен. Има поместување, знам дека навистина не правевме грешки во смислото кој му беше потребна работа и така натаму. Не бевме ние тие што вработувавме, меѓутоа се имаше ред на нештата, се внимаваше, значи кој тоа ќе влегува на работа, меѓутоа сега има пак еден момент што е за поздравување, еве како позитивен момент. Знаете дека по институциите влегуваат како државни јавни службеници, законите се изменија во тој дел. И сите тие се процедури во фази. Се оди на полагање, па најдобрите одат после на интервјуа во институцијата каде што ќе работат, каде добиваат прашања од нивната област, за тоа што се остручени, и во зависност од тоа се бодираат, се прави ранг листа и на вистина најдобрите влегуваат во конкуренција, бидејќи многу услови треба да се исполнуваат. Многу беа критикувани овие закони, меѓутоа не се согласувам дека треба да застанеме во едукацијата без разлика до кој степени да сме дошли. Може некој да биде и доктор на науки, да завршил пред 30-40 години и да не е во текот со времето. Не можеме да негираме некои факти во 21 век. Значи, младите луѓе кои што влегуваат на работа, потребно е, не мора да бидат тие професори по англиски јазик или да го познаваат 100% јазикот. Меѓутоа треба да имаат основни познавања од некои од светските јазици и не се ограничени. Ако некој во училиште посетувал настава по француски јазик, може истата диплома да ја добија за француски јазик или германски. Кој е креаторот на кадровската политика во Кочани, централата на ВМРО ДПМН или општинскиот комитет? Вака сега, значи не може да кажувате дека ВМРО ДПМН е креатор на вработувањата или дека таму се кројат. ВМРО ДПМН не е партија на власт која што нуди своји кадровски решенија. Меѓутоа, значи се оди кон тоа да се вработуваат квалитетни луѓе. Зборуваме претежно за раководните функции во градот. Дојде до повеќе смени, новиот бран ја запати цела Македонија, меѓутоа и подоцна имаше смени во Кочани, од тој аспект е прашањето. Веројатно, истите не одговорили на своите задачи и тоа не би го коментирала. Се прават анализи, се прават анкети и помеѓу вработените и помеѓу граѓаните, така да јас се согласувам со оваа политика. Не е важно да ако некој од ВМРО ДПМН е и како член на таа партија не си одговорил соодветно на задачата, не гледам причина зошто истиот да не биде сменат и на негово место да не дојде поквалитетно решение. Апсолутно стојам за тоа. Од друга страна дека само ВМРО ДПМН одлучува кој ќе се вработи или пак дека некој, многу често не обвинуваат секој мора да има членска книшка од ВМРО ДПМН за да биде вработен. Јас не се согласувам со оваа констатација, бидејќи сум сведок на вработување, многу вработувања и не само во општина Кочани, и на територија на цела Македонија, на луѓе кои што дури и се активисти во СВСМ. Значи, ако некој си го положил испитот, ако си е соодветен и ги исполнува условите, тука не гледам причина за обвинувања од тој тип. Најмногу обвинувања за партиски вработувања се однесуваат на локалната и државната администрација, како е во тој дел. Па токму овие закони, значи ако некој најмногу го засега, тоа се баш за луѓето кои што влегуваат во администрација.
Верувајте, за нив се најтешки условите сега, како државни службеници И тоа или не јавни. се партиски луѓе, тврдите. Тврдам дека не се партиски луѓе. Мислам, некој може да се случи и да се партиски луѓе. Јас не се оградувам дека, па вака сега, значи, не сме партиска книшка, ако некој е член на ВМРО ДПМН, дека нема право да работи. Мислам, абсурдно е тоа да се зборува. Апсолутно секој што смета дека одговара на условите кои што се пропишани во еден конкурс, може да се конкурира и да си се бори за тоа работно место и соодветно на своите резултати ќе си добие работа. Јас сум презадоволна од овој закон сега што излезе, бидејќи многу често не обвинувам никого, значи еве и од кога ние сме на власт и порано во минатото се случувало да се ставаат кадрови решенија на раководни позиции кои што навистина не соодветствуваа со функцијата за која беа назначени. Од тука сметам дека навистина сега се прават напори, веројатно и по анализите во министерствата дошле до констатација дека на многу места и се направени грешки и тоа е во ред. Не е страшно кога се прават грешки, истите ќе се увидат и се коригираат. Прашањето беше кој констатира грешките. Како? Кој ги констатира грешките и Сега, оценува како дека некој не одговорил добро на собствената позиција. Вака сега, значи, директори во јавни установи имаат ресорно министерство кој што надгледува нивната работа. Секое министерство има свој министер кој што е апсолутно одговорен за работата на неговите институции, така да тоа дефинитивно не е парламентот. Тоа дефинитивно кога се работи за кадровски освежувања како што беше Брано кој што ги запати сите ресори. Каде се носат одлуките и зошто така вака, значи, состојбата на терен каде се партиите тука, улогата на партијата. Верувам дека тоа најмногу ви интересира, нели, како член на ВМРО, од тој аспект ме прашуваат. Да, како искусен партиец и доличен познавач на политичките состојби во Кочани. Ние во партијата, ако за нешто сметам дека сме во право, тоа е за тие анализи што ги правиме. Истото се прави во централата во Скопје. Има луѓе кои што се задолжени за таа работа, ја следат работата, разговараат со луѓето, бидејќи обичниот граѓанин е оној кој што навистина најмногу знае. И тие анализи после се средуваат и знаат точно каде некаде не е во ред работата и сметам дека тоа е причината и зашто се сменети. И уште на работа, значи, кај нас не важи правилото дали некој. Знаете дека им се даде можност на многу млади, нови лица кои што немаат еве и некој бекграунд на познати родители или доше. Јас сум жив пример за една таква работа. Дека им се дава можност на луѓе кои што сметаат дека се квалитетни и после во зависност од заложбите, од напорите кој колку сработил, добиваат втора шанса или не добиваат шанса. Така да, тоа е во ред. Да. Околу тоа и сосема за крај, она што најмногу ги интересира сите, а за сега токму вас е дали ќе има предвремени парламентарни избори? Јас ќе ви одговорам вака, јас не сум задолжена да давам одговори ниту имам право да давам одговори на вакви прашања. Ако ги има, јас ќе бидам среќна поради тоа. Вашето мислење ме интересира. Моето дали се потребни вашата прогноза? ВМРО ДПМН е вака сега. Значи, ВМРО ДПМН сметам дека е најподготвената партија, која очигледно и ги бара предвремените избори. Меѓутоа, другите партии очигледно се плашат од избори. Гледате, ставот е дека никој не сака да оди на избори. Ние имаме резултати, не се плашиме. За мене дали ќе се одржат сега или последна година, апсолутно нема никакво значење. Напротив, убедена сум ако сега одиме на предвремени избори дека ќе имаме уште повеќе пратеници во Собранието на Република Македонија. Може би тоа ќе биде и чекор напред, бидејќи нема да трпиме уцени од поедини други партии. Така да како пак се прават сондажи, значи анализи, ќе се види дали и луѓето сакаат да одат на избори. И без разлика што и да се одлучи, ние сме подготвени да одиме на избори. Ако се случуваат, моја прогноза дека ќе бидат заедно со претседателските, за кој веќе се шпекулира како е неофицијална дата 13 април и ќе видиме. Мислам ќе многу брзо ќе се знае, бидејќи ние како собрание мораме да се распуштиме пред избори,
или кога претседателот на собрание ќе ги распише, во законски предвиден рок мора да се распушти собранието, така да благовремено ќе бидете известени. Она што сакав како пратеник, не би се задржала на предвремените избори, меѓутоа сакам да ги кажам оние придобивки за кои немав можност во емисијата, мислам не ми беше поставено прашање. Сметав дека јас не сум задолжена да одговарам за детонатора, ама во рете ви одговорив, ама сакав да споменам за закон за минимална плата како придобивка, за зголемувањето на пензиите, администрацијата, оваа година предвидени, значи на пензионерите и социјалните случаеви од март месец, од септември веќе на цела администрација. Сакав да споменам обештетувањето на стечајците, за кое, мислам, ми дадовте можности и ви благодарам за тоа. Заплатените војници, кои што досега навистина беа на категорија на граѓани за кои немаше решение, прво со 38 години го губеа правото на работа, потоцна со 45, еве сега истите ќе добијат можност да си работат до крајот на својот работен век. И лепеза на низа закони кои што навистина се во интерес на граѓаните. Никогаш повеќе во Република Македонија не се вложувало во инфраструктура, никогаш не се граделе толку патишта, никогаш не се донесувале толку странски инвестиции. И од тука прашањето ме наведовте нова да го кажам со прашањето за предвремени избори. И сметам дека од тука е и нашата подготвеност да се соочиме повторно со граѓаните. Од друга страна пак, како партија не дозволивме нашите пратеници, нема да зборувам само во мое име, бидејќи јас ништо не работам сама, сите пратеници од ВМРО ДПМН работат својата работа максимално и по собраниски комисии, дури и ретко кога отсуствува некој од таму, и на пленарни седници. Понатаму ние имаме работа во пратеничките канцеларии, секојдневно сме со луѓето, а секој викенд ни е ангажиран за посета на сите населени места, нормално според одредена однапред агенда. Сите добиваме задача кој каде треба да оди и секојдневно се соочуваме со граѓаните. Од тука и ги црпиме идеите и она што го имплементираме подоцна во законите, за да ги направиме такви по мерка на народот, како што најмногу им одговара, бидејќи тоа е нашата улога. Да, преку добри закони и овозможиме на владата добро да работи, да поставуваме добри градоначалници по општините кои што ќе го сработуваат, нели, своите идеи, нормално подпомогнати од владата и врз основа на сите, тоа е една врзана работа, не може поединец да одговара за работата на сите, или пак ако некој не си ја сработил својата работа, кај нас нема виза за ништо понатаму ако сам не се потруди некој да дојде до истата. Така да може би ќе има предвремени избори, председателски секако ќе има, ние работиме и тоа не е помалку важна работа, да се разбереме. Многу е сериозно прашање дали ќе се избере цензусот да се исполни и така натаму. Видете дека албанците по тоа прашање имаат низа од барања. Како и да е, сериозно треба да се работи 365 дена во годината да се соочуваме со граѓаните, бидејќи нашата награда или казна доаѓа на избори. Како и да е. Да, би прифатили уште еден мандат како пратеник? Јас не сакам ја никогаш не ги планирам работите. Си ја работам мојата работа. Немам болни амбиции во смисла јас морам таму или таму. Ќе бидам задоволна, ќе си го креирам мојот живот онака не знам, ќе се прилагодувам на ситуацијата. Во секој случај, што и да се случи, јас ќе бидам и ќе останам Бети Кузмановска, бидејќи тоа е најголемата придобивка. Се доаѓа и си оди, ама најважно е во сите работи да се остане човек. Посакувам успех во понатамошниот ангажман како пратеник до истекувањето на мандатот и се разбира понатаму во останатите. Јас ви благодарам на поканата и на можноста да ги кажам моите ставови. Ми беше задоволство и навистина многу брзо времето пролета. Сметам дека многу работи не беа потигнати за да се кажат, дека веќе имаме прилика во некоја друга емисија да ги кажеме недоречености. Да, доколку има и предвремени избори, толку повеќе благодарам. Тогаш секако во кампања. Благодарам за гостувањето во Версус.
Versus со Горан Лалов.